Тајната на бакарната книга, Папокот на светот, Дом за птици. Ова се неколку наслови од познати македонски автори. Во своето творештво тие зборуваат за мистериите скриени во старите записи. Една од најголемите секако е тајната за постоењето на писмото на античките македонци. Писателот Александар Донски речиси целото свое творештво го посветил истражувајќи и пишувајќи на оваа тема. Во својот најнов роман, за кој вели дека е историски трилер заснован на вистините настани, Донски пишува за она што го видел и прочитал во тајната книга, чие потекло се уште е мистериозно. Може би најинтересно во нејзината содржина е дека таа го спомнува гробот и наводното богатство на античкиот благословен цар Александар. Тоа го пишува јасно и читливо. Тоа е едниот сегмент на мојот роман. Писмото на кое е напишан овој податок е многу слично на она со кое денес се служиме. Во бакарната книга зборот богатство дури е ист со денешниот. Сепак, постојат сомнежи дека книгата може да е препис, но и да е така, таа има своја вредност и државата не смее да замижува пред оба, вели Донски. Треба да се разбудат еднаш, да сватат дека живеат во земјата во која што газел Александар Велики Македонски. Тоа не е шега. Во земјата што го дала Филип II Македонски, земјата што ја дала Клеопатра VII, најпозната египетска кралица, која што била етничка македонка, за која што античкиот грчки историчар Плуташ пишува дека нејзиниот мајчин јазик бил македонскиот јазик. Треба сме свесни дека овде се што може да се открие и да постои. Треба се свесни тие за тоа и треба да посветат посериозно внимание. Дешифрирањето на овие записи ќе фрли нова светлина во македонската историја, тврдат дел од писателите. Еден од нив е Петре Бакевски, кој вели оти се пронајдени доволно податоци кои го докажуваат постоењето на писмото на античките македонци. Јас верувам дека постои старо македонско античко писмо, иако досега науката, особено македонската научна мисла, има мали резултати на тој план. Меѓутоа доволни да потврдат дека такво писмо постои. Уште првите сведоштва, првите истории за Александар и за неговото време, како што е, например, историјата на Плутарх, на Руф и така, сведочат дека постоел оригинален, автентичен македонски јазик и автентично македонско писмо. Во својата драма Дом за птици, Бакевски создава метафора за птиците кои ги пренесуваат древните македонски зборови наречени глоси низ вековите. Во текот на своите истражувања, тој дошол до сознание дека голем дел од глосите се препишани во грчкиот јазик. Како пример, тој ги посочува зборовите Абраија и Аитрија, кои биле имиња на старомакедонски богови на светлината и ведрото небо, а потоа станале грчки зборови кои значат светлина и ведро небо. Тие глоси, тие зборови, тие појмови и тогаш и сега не постоеле никогаш во грчкиот јазик. Но преку една метода на транскрипција, на фина трансформација на тие зборови, на нивното значење, се инволвирани во грчкиот јазик, а се нивниот автентичен идентитет како македонски зборови се полека претопени. На тој начин, тој процес на крадење на македонските појмови, на македонските божества, на македонските символи, се полека е бришан идентитетот уште тогаш на македонецот и преточуван во грчките текови на се грчката античко наследство. За разлика од Бакевски, неговиот колега, писателот Венко Андоновски, со малку поинаков пристап кога се работи за старомакедонското писмо. За него, постоењето на ова писмо е мистерија, рамна на мистеријата за новите галаксии. Јас не приоѓам со никаков зазор кон тоа прашање. Ниту се сомневам, ниту верувам, едноставно се препуштам на играта да таа вистина може би некогаш се обелодени и да навистина замени некои културни вистини кои се сега на сила. Ако е се во движење, а е, тогаш е многу веројатно дека и ние имаме многу подалечни корени од што претпоставуваме.
Во својот роман Папокот на светот, Андоновски зборува за мистериозна книга која ја крие вистината за светот, односно за нашата смртност или бесмртност. Иако вели дека приказната е имагинација на авторот, многу детали од овој роман се поистоветуваат со научните истражувања во врска со старомакедонското писмо. Истражував доста, посебно ме интересираше плочата од Розет. Но тогаш ги немавме овие тековни сознанија што сега ги имаме. Не мислам, каде не беше пресудно да тоа биде научно засновано и истражувано. Меѓутоа, самиот сомнеш дека се крие некоја друга вистина зад она официјалната е она што го храни Папокот на светот, а и моето творештво како литература. Сепак Андоновски вели дека спознавањето на собствената историја и корени ќе влијае врз позитивната енергија кај луѓето. Знаете, најлошо човек се чувствува кога нема корен, кога мисли дека нема корен или кога бил учен дека коренот му е сега тазе и плиток. Тоа е една ужасна нелагодност во таа култура на која тој и припаѓа. Посебно пак во вакви ситуации кога и политиката прави силни притисоци да се избрише дури и поблиското минато. Човекот не може да не биде вкоренет и пак ќе се вратам. Затоа и Папокот на светот, средето на сите светови, средето на најдлабокиот корен. Ќе се смени многу, предпоставувам, исклучиво во позитивна смисла. Во очекување државата да посвети поголемо внимание во расветлувањето на оваа мистерија, уметниците и понатаму ќе ја бараат нишката помеѓу древното и модерното. Заедно со нив и археолозите чекаат некоја пара повеќе за истражување на тлото на Македонија. Што крие каменот во Стоби, Баргала, Хераклеа и другите антички градови, но и недопрени места? Под слојот на Рим и Византија може би има приказна вистинска и македонска, што чека доправа да биде откриена. И Донски, и Бакески, и Андоновски се согласуваат во едно. Мистеријата за старомакедонското писмо треба да се расветли. Не може еден народ да исчезне туку така, велат тие, заедно со сето она што го создавал низ вековите.